Од 9 години свири на армоника и во исто време и пее. Неговото име е Филип Николовски. Почитувани пријатели, драги гости, добре дојдовте на промоција на 4 стихот збирки и еден роман од нашиот драг пријател, колега Никодим Чернодримски. Има само една стварност во животот, да сакаш и да бидеш сакан. Ние сме олицетворение на оваа реченица. И во името на Никодим, и во мое, вечерва ви благодариме што вие убави моменти ги споделуваме сите заедно. Ех, љубов. Има ли нешто посвето од љубовта? Суштината на нашето битисување е љубовта. Љубовта значи вкоренување на постоењето. Токму нашиот поет Никодим Чернодримски ја опеува љубовта на свој суттилен начин. Пејте додека здивот не почне да исчезнува. Смејте се додека страдањето не исчезне. Без љубов нема живот, нема радост. Без љубовта се гладува за нешто непознато, неисполнето. Се осеќа празнина. Уверен дека постои начин што може да се исполни, но со самото доближување на љубовта, сомнежот глава крева. Ако се впушти, дали ќе може да се врати, да се исчезне во некоја љубов, кој знае каква? Како семката кога пропаѓа во земја, а таа не е свесна дека од неа се создава живот. Ако си има страв, не може да се љуби. Но нашиот автор умее тоа да го прави. Ја опејува жената, изгревот и заоѓањето на сонцето и припаѓаат на жената. Илјада цветови врзани, илјада бакнежи по неа, од неговото внатрешно небо. Звездите и припаѓаат само неа. Таа не е роб, таа е водена од раката на невидениот. Таа ја отвара таинствената врата во неговото битие. Љубениот и љубената представуваат целост, се нурнуваат еден во друг, се имаат, се осеќаат. Тогаш се поблиску до Бога, зашто Бог е љубов. Извајана во стиховите, натопена од солзите на поетот. Патот на жената е патот на срцето. Илузии, сладки соништа. За нашиот автор, жената е поезија. Очите на неговата љубена се безгрешни. Незините очи ги милуваат небото и земјата. Од синилото на небескиот свод, ангелски жубор доаѓаат. Од една страна животот, од друга страна смртта, толку далечни, а толку блиски. Кога зборовите не се доволни, им се припуштаат солзите и срце облеано во солзи. Нашиот поет изградил храм од зборови преточени во љубов. Тој храм има место за секој оној кој сака да дзирне во неговата поезија, да осознае за љубовта. Секој е добре дојден во храмот на вечноста, наречен поезија. Топло ви ги препорачувам за прочит неговите дела. Нашиот Никодим Чернодримски. Сега ја поканувам Леона Митревска, која ще ќе прочита песни од книгата, од стихозбирката на Никодим Чернодримски. Повели Леона. Животот од вчера и животот од утре. Животот од вчера и животот од утре денес го сместувам во една пеколна воздишка, пробувајќи така полесно да го прифатам грџот на разумот, кој во леплива пајажина на сон ми го пие сето сознание.
Не сум повторно обземет на безумите на мислите, ни пак сум вообразил дека небесата на сведител ќе ме имаат. Повеќе би рекол дека ова е повлекување пред надежите, кои и тие како мене се преморени и папсани. По студенилото на дождот, кој морничаво не фрла на земјата, ќе ве молам. Не ме слушајте кога ќе јапам усните до болка, кога ќе ги отплеткувам од пипалата на мракот и додека сенката умира, се исправам гледајќи во очите на тој што е во мене. Без крик, бавно, непарена литија невожна ќе одам, без да проколнувам. Животот од вчера и животот од утре денес го сместувам во една пеколна воздишка. Нека ти е простено. Додека го курнев мракот околу себе, видов во близина дека твоите јудејски чекори се уште се тука. Немаше спокојство и мирис на рузмарен вонив, ниту пак нишки во кои се сплотени воздишките сладострасни. Да, ми помогна месечината која се тркавлаше околу, сето ова да го огласам. Крај заборавените драги во дивината беше мечот пламен, подземниот татон и криковите на невините, веќе не даваат да го носиш. Стана и ти дел од скитачкото племе кое проклетството го храни на раскрсници. И повеќе ги уплакуваш живите отколку покојниците, но сепак се вес ден си гладна за коските, не глодаш, гламна ги правиш. Продолжив. Песот крај тебе мулкна, му се цеди крв од твоите милувања. Се сгуснува повторно мракот. Ќе го корнам. А ти, кого го повикуваш? Овде и сонот има меѓа. Само ќе прословам. Нека ти е простено и од мене и од утрешнината. Воздишките на есенскиот ветер ме подсетуваат да го совладам крикот во себе со болна врелина. Наоколу е тивко. Се вртам према исток, сонцето ќе се роди повторно. Нека ти е простено. И благодариме на Леона, а сега Михаила Насеска повели. Кога ги убивавте со ништата, не бевте длабоко во времето за да ги видите агоните на војките. Вие, кои го наследивте ловното сивило во очите, да затоа од вашите срца се цели тага. И во тишината ве придружува песната на сонливите штурци. Не и се. Утре во утробата ќе ви завива гладен волк. И нема веќе да глаголите за чудата на апостолите. Месечината ќе се намали и не ќе пробате веќе никогаш сребрена вода. Правот на замор, катаде на клепките ќе ви виси. И околу вас ќе се снуват сенки без облик на човек. Баба Петра од време на време ќе ве прска со кастена вода и со мртва утеха ќе ве теши. Од пишаното не се бега. Ке ве прашам, кога ги убивате со ништата, имавте ли јасна иднина? Или само сакавте да замислите одмачната стварност? Каде вашите притаени воздишки ви се губеат? Кога еден ден, сосема обичен ден. Кога еден ден, сосема обичен ден, на мостот каде надежта пладнува и не наплаќа по старина, ќе се сретнат моето да
и твоето не? Или беше обратно? Моето не и твоето да. И се прегрнат онака човечки, како што никогаш ние не се прегрнавме. Да, тогаш нашите пожолтени или мувлосани коски под земјата се едно е. Ке престанат да се мурничават од вистината. Дека безцелно го меревме времето со минути, часови и денови, кога тоа и онака врвеше покрај нас. Кога еден ден, сосема обичен ден, на булеварот од времата, ке се сретнат моето не и твоето да. Или беше обратно, моето да и твоето не. И седнат на масата каде што се муваат сите стари пријатели да го испијат бујрум кафето. Читајќи ги при тоа сите напишани песни за љубовта и разочарувањето, насмевнувајќи се искрено на заблудата. Кога еден ден, сосема обичен ден, моето да и твоето не. Или беше обратно, моето не и твоето да. Ке добијат право на живот во светот на бајките, каде што небото никогаш не паѓа на колена и звездите не умираат со крикови страшни. Ете тогаш, додека ја нишаат колевката каде спијат, сите сништа ќе разберат дека сеќавањата се само мртви делови од денот изминат. И благодариме на Михаила, а сега уште еднаш да го слушнеме Филип. Cuando
Може да почекам уште малку да си разговарате? За сите обични ликови кои сакаат деновите да бидат необични, научите се да ги читате линиите на дланките, како лудаци со сати да стоите на дождот, без страх во очите, искачете се на покривот од светот. Крилјата расширете ги за летот во вечноста. Кога на улица ќе видите белобрад старец. Неговиот мал свет направете го голем со вашата насмевка. Но никогаш немојте весели песни да пеете на булеварот, каде тажните шетаат. Ќе ве раскинат како зверови невидени. За сите ликови кои сакаат ноќите да им бидат чудесни, дишете од мирисот на земјата и смртта не ја презирајте, зашто знае пурпурот да ви го украде. Не ги клоцајте скитниците, не ги плукајте курвите. Сами со себе заиграјте пред огледалото. Сите вие, обични ликови, кои само стоите на раскрсницата од животот, заробени сте во обични денови. Зошто го изгаснавте огнот во вашето срце и затоа ви венат цветовите во вашите раце. Зошто молчите кога душата ви трепери? Таа сонува секогаш за небо со 3 сонца. Малку е тешко да си признаеме дека не постоиме, ни јас, ни ти, ни сите околу нас. А кој знае дали таму каде што постоевме паѓа исто така како некогаш тивок дожд, или земјата се огади од нашето чекорење, та стапалките ветер не ги однал. Навистина, зарем не гледате дека нашите души не танцуваат веќе? Не сме дел од љубовта, која и никогаш вистински не ја запознавме. Со зборовите ја извалкавме. Да сега, крејки се зад насмевките, пробуваме да ни се смилува. Навистина не постоиме. Бевме победници, станавме губитници. Што е, мили мои? Ве плаши сабота? Не знаете колкава е тишината во недела? Да. Малку е тешко да си признаеме дека не постоиме ни јас, ни ти, ни сите околу нас. Не отфрлај вечноста. Беше мојата тајна над која ветровите плаче. А ти молчеше тогаш и дамарите ги миреше. А понекогаш, кога папсаните сништа се будеа, како мало дете знаеше со синката моја да се прегрнеш. И Тивко, со твојот таен шепот, звездите ги повикуваше на дланка да ти се втиснат. И кажувам чисто на судбината би умрел повторно за тој миг, но солзава не исплачена, што се таи во очите. Малку коби, додека зборува. Не ја отфрлај вечноста за еден мртов миг. Филип, може уште една или да го повикам Никодим да ни се заблагодари? Редно е. А види, он не ни реагира. Ај сега
Седи си ти тамо? Седи си. Филип ќе отпее уште една песна. Чекај, Филип, во живо да те пуштам. Стој. Кажам го. Ма нека слушнат сите што ти кажеш. Идете директно. Ти сакаш да пуштиш? Не се секирай, не мене си како на телевизија. Не можеш ли? Ајде, Филип. Ајде ти, татко, оди таму седни си. Чекай сега. Филип, идеме од почеток, не идеме. Чекай, ти кажам кога се стои. Да се поштива. Молим ти си. Што не? Да се поштива. Затоа може да си да бъде. Јас се извинувам многу и на Филип и вам. За тоа време ќе ни се заблагодари Николи. Повели. Сакам на сите да ви кажам прво добро вечер, а потоа моето најискрено од длабочините на мојата душа и на моето срце благодарам. Благодарам затоа што дојдовте, се собравте да бидете дел од остварување на мојот сон. Сон кој го живеам 30 години. 30 години творам и сонувам за овие денови за кои што сте и вие сега присутни. И токму затоа, уште како дете, додека иде по овие Прилевски улици, Прилевски сокаци, Прилевски калдрами, за кои што и ден-денес пишувам, сонувам моите книги да бидат на полиците на Градската библиотека Борка Талевски. Тогаш, како член тогашен, жедно ги голтав, верувајте ме, ги голтав сите книги и впивав се во себе. И еве, дочекав навистина да дојде тој ден и јас мои книги да оставам во таа библиотека и некој после мене жедно да ги пие моите зборови. Затоа те го поканам директорот на Градската библиотека, господино Петар, да дојде да му подарам 5 книги кои верувам дека ќе се најдат на полиците на библиотеката. Сега сакам да му се заблагодарам на едно младо момче, колега, кој додека идевме низ Бит пазар, Газибава, Чаир, Серава, заедно другарувавме, јас го учев на моите искуства, ама гледам добро сум го научил.
често пати знаев да му ги презентирам моите дела, идеи, песни и така натаму, па така да кај него се роди желбата да биде творец на кориците на тие книги. И верувам дека успеа во тоа. Александар Талески. Александре, навика нас да слушаш. Чест ми е просто ти бе ментор, ти мой ученик, а сега јас во тебе. Да. И воедно сакам на Даре Трајковски, кој беше рецензент на една книга, да му се заблагодарам. Навистина одвои време, вложи труд, ама вредеше. Дели Даре? А на сите вас уште навистина ви благодарам што сте дел од мојот сон. Но немојте да мислите дека ова ќе биде последен. Ова е само првиот чекор до мојата, еве сега го приведов најавувам, до мојата 101 книга која ќе објавам. Откако ќе објавам, тога ќе седиме, ќе се одмориме и ќе се договориме што понатаму.
Samo nikako da njegovu Тоа беше Филип Николовски, па да му дадеме еден голем аплауз. Thank you.
Ладно.